What up everybody, my name is Stefan and this is Heat Check. Let's get into it. Идејата беше поради мојата љубов за видео едитингот и за кошарката, ова беше убав начин да ги спојам тие две работи. Никој не очекува да порасне дали брзо, дали скоро до скоро пола милион, значи јас првенствено ги ставав видеата како начин тоа да биде изгубен вентил за мене, да ми забава, меѓутоа ете и гледаме дека секојдневно заработката на интернет и работата на интернет се шири, така да го видов тоа како шанса. За едно видео ми требаат од 6 до 10 часа да го комплетирам од старт до финиш. Едноставно гледам што ми се допаѓа на надпреварот или во тековната недела. Кој играч нуди нешто што е невидено или интересно или потек што тешко се реплицира, сакам тоа да им го објаснам на гледачите. Самата едукација доаѓа со скоро 20 години гледање, скоро секоја вечер, така да почнеш да гледаш работи што не си ги видел до тогаш и мислам дека со тек на време самото око си изоструваше, самото знаење си изоструваше и барем оваа година во време на пандемија се е можно, ништо не е исклучено. Главните фаворити се Милвоки од истокот и некои од екипите од Лос Анџелес од западот, меѓутоа јас мислам дека Хјустон Рокетс е доволно луда екипа, така ја нарекувам, и овие услови се доволно изменети и се е другаче, така што може да се очекува од нив изненадување. Интересно прашање, бидејќи факт е дека НБА со промена на правилата гледа кон офанзивците, сака што повеќе кошеви, го возможува тоа и луѓето кои прателе кошарка пред 80-90 велат дека е тоа помека кошарка, меѓутоа за мене тоа е еволуција. Значи за да биде еден играч добар гледа од претходно, меѓутоа и го носи својот талент и се она што го видел на скроз ново ниво. Јас тоа ја преферирам, што знам, јас сум за новите работи. Нека еволуира, нека оди се понапред, би рекол сега.